Здраво! И денес ќе ги оставиме бебишките работи на страна и во ова кратко видео ќе се фокусираме на развојот на фина моторика кај деца од 2 до 10 години. Среќичка е логопедски центар чие што име одлично му стои, бидејќи има усреќено голем број дечиња и нивните родители преку своите услуги. Посебен сегмент на услугите кои што Среќичка ги нуди се водичите за развој на деца во домашни услови. Логопедот Симона Василевска Николовска, која што всушност е логопед во Среќичка и е автор на овие водичи, има подготвено водичи за рана стимулација на бебиња од 6 до 12 месеци, водич за стимулација на говорно-јазични вештини за деца над 18 месеци кои што се уште немаат развиено говор, водич за аудитивно процесирање и овој за кој што ќе ви зборувам денес, единствениот со кој што имаме искуство за сега, а тоа е водичот за развој на фини моторни вештини кај мали дечиња. Ја следиме работата на логопедот Симона и на центарот Среќичка преку Инстаграм и многу пријатно сум изненадана за целиот фидбек што го гледам од сите мајки и родители кои што ги испробале, односно ги набавиле овие водичи и одреден период според инструкциите во нив работеле со своите деца. Ние со Зара досега немавме потреба од ваков водич, но забележувам дека таа многу се интересира за мануелни активности, како што расте, но и многу брзо се фрустрира кога нешто нема да ја оди од рака од прва. Верувам дека многу од развојот за овој период ќе се случеше доколку Зара продолжеше да оди во градинка, бидејќи нашите учителки се посветени и средината е стимулативна, а програмата е адаптирана за соодветната возраст. Но бидејќи Зара, како и сите дечиња, еве веќе 4-ти месец не е во градинка со оглед на ситуацијата, се чувствувам должна да преземам посериозни активности во овој правец, пред се бидејќи мене ми треба малку време да научам да осознавам доволно на темата. И токму тука совршено се вклопува на ваква алатка каква што е водичот на Среќичка. Водичот на Среќичка за развој на фините моторни вештини кај децата е стручен, практичен, дигитален производ на 30 на страни. Нема вишок теорија, нема многу стручни поими и скоро и да не треба никакво презнаење за да го користите. Активностите предвидени во него се наменети за деца на различни возрасти, од 3 до 10 години. Но, иако Зара има само 2 години и 2 месеци, забележувам дека повеќето активности кои што се за порана возраст, наведени во водичот, може лесно да се адаптираат за да бидат интересни и лесно остварливи за деца на порана возраст. Ако се погледнеме себе си како возрастни личности, се што можеме да направиме со сопствените раце и степенот на квалитет или префинатост на тоа што можеме да го направиме е всушност степен на развој на фините моторни вештини кај нас. Меѓутоа, овие вештини се развиваат токму во периодот меѓу 2 и 10 години и токму затоа е важно да се наблюдува, да се проценува степенот на развој и децата да се насочуваат кон развивање на фината моторика. Паралелно ќе ви прикажам неколку видеа од активностите кои што ги работиме секој ден дома, кои што произлегуваат од овој водич, но повеќето од нив се структурирани на начин на кој што се интересни и не мора многу да мозгате, него едноставно можете на децата да им ги представите како игри, така што водичот всушност изобилува со предлози за домашни игри и активности кои што можат да се изведуваат и во затворено, но и надворно отворено во зависност од вашите услови. Јасна ваму, Зара на таму, јасна ваму, Зара таму, јас, испадна марамата, ајде пак, ајде факи, ајде, јас држ, Зара држ, јасна ваму, Зара на таму, јасна ваму, Зара таму, јасна ваму, испадна, сакаш пак?
Ајде. Земи пак. Држи убава на чворот. One planet, two stars. One planet, two stars. Ајде сега 3. What is it? Planet. It's a planet. А на двојчето што има? Two? 2? Stars. Stars, звезди. А ова што е? Ајде 3 пехари. Каде е тројчето да ставиме 3 пехари? Пехар. Еден пехар. Ајде другиот, еве го. 2 пехари. Два пехари. Едно до друго, мама не врз друго. Над него горе, ете така, до него. И третиот, таму под тројката, залепи го, ајде. Браво. Ајде, еве го третиот. Оп. Горе под тројката. Ете таму. Браво. Што има тука? 3 пехари. Така? И 4, на четворката 4 беџови ќе ставиме. Пехари. Беџови. Еден. Еден. Два. Едно до друго само лепи ги, нема едно врз друго. Още едно такова. Да. И колку треба да бидат такви? 4? Затоа што стои бројот 4 таму, треба да има 4 сликички. 3 и на крај од страна до него. До него, мама. Ето така. 4. Браво. Најпрво пројдов низ целиот водич и селектирав 10 на 15 активности за кои што сум сигурна дека и ќе бидат интересни на Зара и ќе може всушност да постигне некаков напредок, нели не се многу комплицирани за нејзината возраст. И од нив ги селектирав оние кои што можам да ги дадам само со говорни инструкции и оние кои што бараат комплетно да се инволвирам, односно да бидам до нејза, да ја наблюдувам и да ја дадам пример за тоа како треба да се одвива активноста. И тие ги прифати многу добро. И во просек 2 до 3 активности извршуваме секој ден. Не го правиме времето за овие активности да биде посебно, туку во момент кога забележувам дека фокусот е повисок, вниманието е понасочено во играта, без да ја прекинувам, кога ќе приврши со играње со одредени играчки, едноставно ја насочувам кон следната активност, што всушност е активност препорачана за развој на фината моторика од водичот на Срекичка. Една активност ни трае од некаде 5-10 минути, па се до 40 минути ако навистина се внесе. Дури сум изненадена колку може една активност да инспирира понатамошна игра и едноставно играта да продолжи и покрај развојот и стимулацијата која што активноста ја дава, всушност да ни обезбеди и слободно време додека детето е занесено нели во својата игра и учење. Јас не сум стручно лице за да можам да забележам нели детален развој, односно прогрес во текот на волку краток период, но ме радува тоа што имам плејада на нови активности за работа и учење со мојата керка. Ме радува тоа што сите овие работи се веќе предложени, веќе структурирани и не мора да се мачам да измислувам топла вода за да дојдам до овие активности, него едноставно го дзирнувам водичот, гледам што би било соодветно за тенес. Сепак, ова се ситни и секојдневни мали чекори кои што водат кон развој, кои што е за цел живот. Така што не ни очекувам воопшто, освен играта, забавата и учењето, да има не знам какви инстантни резултати.
Но уживам во радоста на моето дете додека ги извршува овие активности и во сигурноста и чувството дека преземам нешто и дека сета оваа ситуација вонредна со седење дома и со недостаток на стимулација всушност нема толку лошо да се одрази врз нејзиниот развој. Благодарам многу на Срекичка, тоест на Симона, што ни овозможи еден ваков производ и толку многу среќа во нашето секојдневие. Исто така благодарам и на оваа соработка и се надавам дека ова видео ќе ве насочи кон повеќе истражување и кон проактивност во врска со развојот на вашите најмили. Не заборавајте да го побарате каналот Дома со Леја на YouTube и да притиснете subscribe за да гледате повеќе вакви содржини. Поздрав! 3, 4. Де да видим што имаш ти? Која е таа бројка? Ќе се бојам. Ки си ја боиш? Каква боја ја правиш? А бојам.